човек што сум поливалон, така се кажува и поливалон, што прави све. Добро. Јас тоа ќе ти кажам, почнав од нула, од минимално и поминав преку сите степени. Дали е во сервирањето во сала, дали е во кујната, све. Јас сум машина за све, целото знаење, дали е за во хотел, дали е за во ресторан, дали е во кафана, го научив све. Сум поминат по сите степени. Тоа е за мене некој што може да се каже кога ти ќе биде шеф. Но па да не си ги поминал сите скалива, немало да воопшто ни да си стигнал според мене на ниво што си денес. Еве на пример ти знаеш дека ја игра професионално фудбал Бранев. И еве у фудбалот е нешто слично, на пример у времето кога Роналдо стариот играше за Интер, нашиот Горан Пандев беше во младинците и он често пати говореше дека се тепале кои копачките да му ги сега од денешните деца копачките да ти ги носи, ма немаше. Ќе се поднижи. Ама мора сите да ти чистат копачките, да го помниш тој пат. Точно така. На сите луѓе што успеа во животот, прашај му што правиле порано, ќе ти кажуват исто. Почнале од почетокот. Нема поднижување, тоа е нормално. Треба да ги знаеш сите степени во работата што ја правиш, кога ќе кажам како газда, ако не го знаеш, персоналот ќе ти се качи на главата. Тоа е. И ќе те краде може. Ба не само ќе те краде, ама ќе ти кажеш, што ми кажуваш ти да кажам како да готвам, а ти не знаеш да готвиш. Или ти не знаеш да носиш тањер. Извини. Јас ќе ти покажам како да го правиш. Друго е. Валя, тоа е. Одлична приказна. Тоа е вистинска приказна. Многу лесно за мене да ти го кажам. Тоа ми е љубов. Работата, угостителството, готвењето, сервирањето, почитување на луѓе, тоа ми е љубов. Тоа ми е дел од мене, што не можам да го извадам, ми влезе во крвта. Исто како телевизија, да ти кажам право. Знаеш, 10 години телевизија ми влезе не како дрога, ама нешто слично така. Ти треба више. Ама угостителството исто за мене ми е уживанција, ми е љубов, споделување со луѓето. Тоа е. Сега ме потсети на една приказна од мајка ми, Бог да ја прости, често пати ми велеше заради тоа што спомна телевизија како дрога е тоа лю. Мајка ми спомна, ти си живеел во Белгија, не знам дали го паметиш, имаше еден комичар македонски, Војче Китановски, што го умеше Тито со капата, добро. Ние бевме добри пријатели и снимавме заедно, често пати и емисии правевме све. И мајка ми често пати знаеше да се шегува на моја сметка и да ми каже, добро Трајче, па ти постојано сакаш да си на телевизија или на YouTube, а не дека јас нешто сакам да се фалам или нешто слично. Но како што кажа, уживаш и тоа е едноставно тоа го правиш. И Војче еднаш кај ги кажа, Мими, не можеш да го разбереш тоа е како дрога, баш сега ти што го кажа. Велеше, јас кога ќе ме викнат во Белград на емисија, одев 2 дена пред емисијата, се шетав низ Белград за да ме видат луѓето и седев 2 дена после емисијата за да ме запамтат луѓето. Значи, тоа се разбира, да. Те разбирам комплетно. Пак ќе кажам, све што кажам е искрено, е тоа што го доживеам и тоа што ми е внатре. Тако е. Така се чувствувам, така го сакам. Тоа е тоа. Тоа е тоа, дефинитивно. Нема друг збор, тоа е тоа. Види, во Белгија си имал собствен ресторан, но знаеш што мене ме интересира патот, како си успел толку видни луѓе и глумци и холивудски глумци и кралска фамилија и све политичари и све. За мене истите сме исти, извини. Да, но како нема разлика. Ма не се стигнува полека, тоа е од уста на уста или како? Па така е. Кравот кај тебе да. Не кај мене во ресторан. Ја одев кај нив. А ти кај нив? Да, јас одев кај нив. Работев со еден пријател. Прво ми беше газда, Филип Ван Капело, што ми дојде како ментор. Он со него имаше кетеринг сервис. Он работеше за такви луѓе на високо ниво. И навистина благодарење на него влегов во такви кругови на луѓе и полека се запознав. Така кругот е битно и знаеш, пак ќе кажам, они се луѓе како сите други. Ти мислиш што ти нешто различни се? Никако. Луѓето што се вистински луѓе те почитуваат. Човек што сега дојде на ниво, си направи пари и се прави. Више, тоа е кратко ќе му трае. Тоа е селјак со пари. Баш. А селјак со пари останува селјак.
само што има пари. Добра. Тоа. Тоа е ти така. Тоа е. Добро кажува. Кога си човек, кога почитуваш, луѓето те почитуваат. И човек што има пари, што фамилија, таков е. Ете тоа е. Нема голема. Има голема разлика. Парите не те плат човек. Ете. Дефинитивно, така е. Колку време траеше приказната со ресторанот во Белгија? 9 години. 9 години. 9 години ресторанот го има во Белгија. Во меѓувреме што го имав ресторан, направив и надпревари. Това ми беше предизвик за мене. Пак ти кажам, јас имав периода што не бев готвач. Многу години, повеќе од 12-15 години, не бев готвач. Ја бев келнер, работев со одело, со бели ракавици, ја сервирав, правив сервис во сала, многу ствари направив во животот. Ја не сум само готвач, сум од све направив. Ја можам да ти донесам со една количка, да ти дојдам на маса, добра вечер, господине, господја, што, сол менјер, риба, ајде, оп, де куп на риба. Патка, оп, ке ти ја сечам патката. Кременадла, ке ти ја сечам кременадата. Сервис на вино, све. Ете тоа е. Со еден збор, one man show, кога го прашање готвење. Да ти кажам, јас ми се случуваше, јас како готвач, кога работев за Филип, имав не 10 луѓе, готвев и сервирав. Во исто време. Вау. Да, во ресторанот исто беше, јас бев сам во кујната, имав една девојка што беше на сервис во салата, правев околу 30 луѓе на ден, ја работев со едно меню на ден. Од Сабајле го отидов да пазарувам, го праќав менито на луѓето резервира и тоа беше меню на денот. Така работев, немав меню, карта, каде да кажеме... А меню на денот има? Меню на денот. Ете така, 30 луѓе на ден и тоа си го правив. Секој ден, така, секој ден нов меню. Кој сакаше да дојди, резервира. Ти пробај тука со таков некој систем, ама... Пробав со таков систем, не беа уште спремни луѓето. Пред 11 години беше премногу, како да кажам, ново, модерно и све тоа. Имаше неколку луѓе што го, ама и уште ден денес е малку тешко, ама полека луѓето се навикнуваат. Имам. Јас пак, како ти кажав, работам повеќе за амбасади, за такви ствари, за такви луѓе. Било кој, не мора да бидиш, пак ќе кажам, богат човек, за да дојдам да готвам за тебе или да бидиш некој познат или не се тоа. Никако, ја готвам за сите. Сите луѓе за мене се исто ниво. Ме бараш, доаѓам. Све има цена, обавезно. Да. Тоа. Сите сме, како да кажам, сите работиме за пари. Но види да бидеме реални. Сепак ти Македонија со тебе доби 2012 година, чинам дека беше прв бев во Белгија тогаш, бев капитен. Светски надпревар, прв кувар во Европа и шести во светот. Шести во светот, да, бев капитен на тимот на Белгија, да, тогаш, да. Тоа не е баш малце, не може секој да го постигне, сега да бидеме реални. Многу сум среќен со менторот што го имав тогаш, многу убаво ме обучи да го направиме тоа и навистина сум многу среќен. Исто така такво жири. Да, исто во 2006, 6 години претходно, со син ми направивме надпревар во Белгија за најдобар готвач од Белгија и бев втор најдобар готвач во Белгија. Син ми имаше 15 години тој ден и он ми беше помошник тогаш. Да. Браво. Да, затоа и кога дојдов во Македонија, направив надпревар исто за македонскиот тим, да кажеме, направив исто и златна медаља и све тоа, бев не во Истанбул, со Гастромак, тогаш беше, ама и тоа е друга приказна. Историја можеме да кажеме приказна. Приказна. Кратка историја беше. Беше приказна, да. Марк, можеме ли да спомнеме например, ова е подкаст, вабави теми како што слободно. Јас ти кажам, јас зборам искрено, све што ти кажав до сега. Така е, можеме ли например да кажеме, еве луѓето ги интересира, јас се ти да навратиме некој спомен, да кажеме дека еве, на самите почетоци тука во Македонија спомнавме нормално дека не било лесно, ни сега спомна дека не е лесно, но пак е подобро од порано, нормално. Напредуваме. Напредуваш и не зборам за луѓето, јас зборам за ситуацијата што е никогаш не е лесно, знаеш. Не сакам да мешам ни политика, не сакам да мешам. Не, ти никогаш не си мешал политика. Не, политиката е курва.
Така. Или треба да бидеш курва за да правиш политика. Фа не знам, има едно нешто така што оди заедно, да не Ти како ретко кој професионалец и во тој да си го тера само готвењето, тоа те интересира, зашто знаеме дека на пример во Македонија има обично дали доктори, дали глумци и политичари се, не си ја тераат својата работа, они влегуваат во политика за пуста пара. Па се Обично, каже, знаеш интересно како- е, интересно е и после ти дава нешто ноториетет, ти прави све. Седиштето е интересно и све. Ама ми само ти проблемот доаѓа од седиштето. Еднаш што го имаш тој се, фотелјата почнува да те да сакаш да држиш и не знам, има нешто во фотелјата мислам. Не се луѓето фотелјата го прават така да луѓето да се менјават. На самите почетоци, како што спомнав, одевме, паметам, нормално во продукцијево, го знам почетокот, така е и на секој имот и на секој. Почнавме со Бане Томато. Добро. Со него Брза кујн. Првите впечатоци. Бане Томато не беше Брза кујна. Бане Томато беше еден друг проект што ке беше нормално во 24 Kitchen. Требаше да оди, требаше да оди таму и за жал како многу други луѓе што имале прилика да соработат со месио Бане Томато, па се заебеа негде. Или он ги заебе, или ние ги заебе, не знам што, ама имаше нешто заебанција, што многу луѓе отидоа на суд. На крај, ти си еден од јас сум еден од нив, затоа има една голема листа до луѓе позади него. Тоа е тоа. Секој, пак ќе кажам, знаеш, кога си добар човек, постоиш. Да. И си спиеш на рад. Не се правиш на. Има луѓе што мислат оти се и тоа кратко време на судстве за неисплатени плати. За многу ствари. Јас зборам за луѓето во животот, да кажам. Кога си добар, кога си како да кажам, онест, како се кажува онет? Поштен. Така. Поштен.